Во сабота, 13 февруари, се навршуваат 2 години од трагичната автобуска несреќа близу Ласкарци, која го зави Гостивар во црно. Несреќата одзеде 16 човечки животи, а над 30 лица беа повредени. Во спомен на жртвите, на датумот на страотниот настан ќе се организира меморијален марш. Настанот го организираат повеќе спортски клубови под покровителство на Гостиварската локална самоуправа. Тргнувањето со организиран превоз е од предопштинската зграда во сабота во 10 часот. Маршот стартува од наплатната рампа Тетово, а ќе се заокружи на градскиот плоштад во Гостивар. Лани маршот се одвиваше од село Ласкарце до центарот на градот Гостивар, во растојание од над 50 километри. Оваа година го намаливме овој во еден пократок сегмент од 24 километри, кој ќе почне од наплатна рампа во Тетово до центарот на градот Гостивар, кај што ќе има уште една манифестација со ефекти на светла, кај што ќе може и да се достават и свечиња, да се положат свечиња. За учесниците ќе бидат обезбедени превоз, маици и маски со логото на маршот, средства за дезинфекција, вода, освежувачки пијалоци и храна, а ќе има придружба и од автомобили и професионални планинарски водичи. Со одбележување на овој ден да се солидаризираме со граѓаните на Гостивар и семејствата на жртвите и да ја замениме оваа болка со активност во која доаѓа до израз спортот, здравието, хуманоста и цивилизираноста, вели Мустафаи. Пораката е кон надлежните институции да превземат мерки, да вакви трагедии уште еднаш да не ни се случат, и исто така и до поединци, значи да бидат повнимателни и да ги почитуваат знаците на сообраќајните знаци. На 13 февруари 2019 година, автобусот на Durmotours кој тргнува кон Гостивар од Скопската автобуска станица во 16 часот и 15 минути со 51 патник, излета од коловозот, ги проби банкините, падна и се преврте на стариот дел од патот. Во несреќата животите ги загубија Дејан Ристоски, Раметула Абдураими, Валдете Хамити, Јовица Трпевски, Бесим Фетаи, Онур Садику, Есат Емрули, Ајдин Исмаили, Бејза Узеири, Зоран Давидовски, Бобан Аврамовски, Трпана Јаневска, Павле Костоски, Арсе Арсоски, Ферди Касо и Ерза Османи.